зошто е повикана црквата? Ова прашање за црковниот повик или која е мисијата на црквата, постојат конфузии и можеби практиката на црквата во последниве години придонесува да сите тие недоразбирања за тоа кој е повикот на црквата или зошто црквата е повикана. Црквата денес влегува во светот во различни области, врши различни работи и многумина остануваат во дилема која е основната функција која треба да извршува црквата. Наближува Божик и ќе има централна богослужба на Македонската православна црква во Соборниот храм Климент Охридски и како и секој пат претпоставувам и на таа богослужба ќе биде испратена порака. И во минатите години, и тоа не е само за Божик, туку во сите пораки што се упатуваат по различен повод, се следи една иста парадигма, еден ист модел. Се почнува со поздрави и објаснувања за поводот, зошто нели се упатува пораката, сега за Божик ќе се каже нешто за раѓањето на Исус, и тоа е по краткиот дел. По долгиот дел има некоја политичка содржина. Обично, секој пат се спомнуваат, како што нели знаат да се изразат црковните великодостојници, се спомнуваат богоподобните маки на македонскиот народ, кои ги искусува во борбата против сите негатори, непријатели. Задолжително исто така се спомнува непризнавањето на Македонската православна црква од другите православни цркви и се истакнува дека тоа прашање не е некакво формално, туку е длабоко, суштинско за обстанокот на македонскиот народ. Јас лично не можам да видам како признавањето или непризнавањето на некоја црква го определува обстанокот или укинувањето на еден народ, зашто има народи во светот кои немаат своји национални цркви, а обстојуваат и се многу подобри од нас. Но тоа не ми е поентата. Поентата ми е дека таквите пораки содаваат забуна. Која е целта на црквата? Да одржи постојање на народ или пак има некоја друга мисија? Но не е само тука така. Таа конфузија постои во светски рамки. Многу цркви, например во Запад, го напуштија проповедањето на Евангелието и се впуштија во некои други мисии, во некои други служби. Например, повикот е црквата да биде авангард или во првите редови на остварување на човекови права или во борба против современите форми на робство или во борба против дискриминација. Црквата треба да ги прифати сите отфрлени групи во општеството. И Чекорејки, како носителот на остварување на човекови права во многу цркви, пред други институции беа легализирани права на хомосексуалци. Пред други институции да се осмелат да направат нешто во тој поглед, цркви ракоположија служители, пастори, свештеници, хомосексуалци. Пред државата да признае еднополови бракови, црквата почна да ги признава и да ги венчава. Во Латинска Америка свештеници земаа оружје во раце и заедно со селаните или бедните луѓе тргнаат да војуваат против големите земјопоседници и да се борат за социјални права на бедните луѓе и формираа посебна област во теологијата, наречена теологија на ослободувањето. Има и некои други такви цркви кои се борат исклучително за социјални права, за помош, оставајќи го Евангелието. И сето тоа е создава дилемата, за конфузијата кај луѓето. Зошто постои црквата? Која е целта, кој е призивот или звањето, како што е во нашиот превод, кој го има црквата? И првиот стих, што го прочитавме, или почетокот на вториот дел на
посланието до ефешаните, на практичниот дел, е токму тоа. Црквата или ние како припадници на црквата да се однесуваме достојно на звањето за кое сме повикани. Убаво да исто така да спомнеме дека овој дел од посланието на ефешаните, 4, 5 и 6 глава, е практичниот дел кој се темели на доктринарниот дел кој се првите 3 глави. Ако во првите 3 глави главната личност е Бог и оној што ја врши целата работа е Бог, во вториот дел гледаме нашата работа, работата на спасените. Во првиот дел скоро и да нема некоја заповед во кој што ни се кажува дека треба да направиме нешто. И тоа е така зашто првиот дел, првите 3 глави говорат за спасението. Како е изработено нашето спасение. И во тој поглед ние немаме никаква улога. Скоро во секој стик е истакната работата на Бог. Богатството што ги имаме во Христос, спасението што го имаме во Бог, исклучително е дело на самиот Бог. Нашето учество е исклучено зашто, како што вели апостол Павле, на почетокот на втората глава, ние сме мртви во гревот. Ние сме мртви во престапите и во гревовите. И мртвиот човек не може да придонесе ништо за својата состојба. Ние не можеме да постапиме поинаку од она што ќе не го наложи светот, кој пак е подчинет под власта на принцот на поднебесните сили на темнината. Ние слепо го следиме моделот на овој свет, моделот кој го дава сатаната, и не принудува некако да ги следиме само походите на телото или желбите на телото и умот. Оние наши потреби кои се неопходни за да живееме, стануваат смисла на животот. И во таквата безнадежна состојба, Бог кој е богат во добрина и љубов, не избави, не најде во таква состојба и не избави. За тоа што не оживе за себе, за да можеме да се спротивставиме на робството, не воскресна за да можеме да ги правиме нештата кои порано не се можеле да ги правиме како робови на гревот. Можеме сега, за разлика од порано, да живееме не за желбите на телото, туку за желбите на Бог. Не да ја вршиме волјата на телото, туку да ја вршиме волјата на Бог. Не да го следиме моделот на овој свет, туку да го следиме моделот на Христос. Не оживе, не воскресна за поинаков живот и не вознесе. Не постави таму заедно со Исус на небесните веста, таму далеко од сето она што порано не држало во робство и кој се обидува и понатаму да не врати. Ние сме над сето тоа. И продолжува, да пишува апостол Павле, и не постави да бидеме сожители на светиите, да бидеме членови на Божјото семејство и да бидеме делови на едно Христово тело, ние кои што бевме далеко од Бог, сега сме дел од Божиот народ и сме храмови во кои што живее Бог. И сето тоа е заслуга на Божјата работа. Првите 3 глави ја опишуваат Божјата работа. 4, 5 и 6 глава ја опишува нашата работа. Откако веќе сме избавени, што треба ние да правиме, како да го живееме животот во светост и праведност. И при тоа ќе видиме дека и овдека пак главната улога ја врши Бог. Ние нема да можеме, нема да го одржиме единството на Духот и сите нешто што се опишено овдека, ако сето тоа не го обезбедува Бог. И во тој практичен дел, така да го наречеме, кој се темели на доктринарниот дел, првото нешто со кое започнува апостол Павле е звањето за кое е повикана црквата. Многу важно. Затоа, имајќи го предвид сето тоа што е кажано во овие 3 глави, имајќи предвид богатството што ги имате, силата, воскресенската сила, која действа во нас, силата која што го воскресна Христос, имајќи го во предвид сето тоа,
однесувајте се достојно на звањето за кое сте повикани. И за да го разбереме добро звањето за кое сме повикани, мора да ги видиме пак првите 3 глави. Зашто 4-та глава, првиот стих почнува со еден премин. Затоа, браќа, ве молам да се однесувате достојно на звањето за кое сте повикани. И тој премин затоа всушност не враќа на се што било напишено до тој момент. Таму е всушност представено нашето звање во првите 3 глави. Овој стих воопшто не го опишува звањето, зашто тоа веќе е дадено во првите 3 глави. И ќе се обидиме ова вечер да го видиме кое е звањето. Зашто е повикана црквата, кон што е повикана црквата, која е мисијата која Бог ја дава на црквата во оваа конфузија светска во која што живееме. И ако можеме некако да го представиме нели тоа, овој стих, црквата според заповедите кои Бог ги дал, треба во светост и праведност и непорочност да служи за пофалба на Божјата слава. Тоа е основната мисија и ќе се обидиме да ја видиме. Но пред да започнеме нели со оваа мисија, ќе видиме како го започнува текстот или зошто повторно апостол Павле вклучува еден стих, вели браќа, еден спојаснување. Браќа, јас затвореник во Господ. Тој веќе ни објави дека е затвореник во Господ на почетокот на 3-та глава. И повторно подсетува. И повторно дава друга реалност, не она која сите ја гледат. Сите гледат една реалност, дека тој е затвореник во Рим на Нерон. Но апостол Павле вели, јас сум затвореник на Господ, не сум на Нерон. А вистината дека тој беше затвореник на Нерон. Ова послание е напишено од затвор во Рим. Во тој затвор апостол Павле беше ставен со обвинение дека подготвува бунт против империјата. Иако тоа не беше точно, тоа обвинение му го препиша, или со тоа обвинение беше наклеветено од евреите, за да му се одмастат поради дрскоста, со наводници дрскоста, дека се осмели на неевреите, на безнабожците да им говори за спасение и за Божја благодат. Беше обвинет неправедно, 2 години помина во Кесарија во затвор, имаше обиди да биде убиен и апостол Павле побара да биде пренесен во Рим и таму да му се суди. Следеше еден долг пат, полн со опасности, имаше и бродолом и на крајот кога стигна во Рим, беше ставен пак во затвор. Во окови, зад решетки, со римски стражари, очекувајќи пресуда од Нерон. И апостол Павле не ги гледа оковите, не ги гледа решетките, не ја гледа стражата, не го гледа Нерон, го гледа само Христос. И вели, јас сум затвореник на Христос. Сушност, тој не ги гледа видливите работи, туку не ги гледа симптомите, тој го гледа коренот, причината на сите нешта. И вели, Нерон е само времената причина, вистинската, конечната причина е Господ Исус Христос. Тој решил да бидам во затвор. И затоа апостол Павле е спокоен. И се ја врши мисијата или звањето за кое Бог го повикал, без разлика на околностите. Зашто знае дека и во таа состојба е ставен од Христос да се го врши звањето во таа состојба. Од истото место е напишено и посланието до Филипјаните. Она послание во кое има толку многу радост како во никое друго послание. И во тоа послание има победа и сигурност како во никое друго послание. Го пишува во окови, во затвор. Зошто? Зашто не гледа на видливото, туку на невидливото. Истото нешто го кажува или го пишува во 2 Коринтијани, 4 глава 18 стих, каде што вели, ние не целиме кон видливото, туку кон невидливото, бидејќи видливото е времено, а невидливото е вечно. Во невидливото апостол Павле ги гледа причините
ја гледа и смислата, ја гледа и целта. Вели кон таму се целиме, кон невидливото. И Господ Исус Христос покаже исто поведение. Кога беше поставен на суд и му кажа Пилат, не знаеш ли дека имам власт да те распнам и власт имам да те пуштам? Христос одговори, ти не би имал никаква власт над мене, ако не ти беше дадена од озгора. Со други зборови, Господ Исус вели, сето оваа ситуација во која се наоѓаме, јас како обвинет, а ти како судија, обвинител, е поставено одгоре. Вие гледате видливите нешта, не ја гледате вистинската причина, од каде доаѓаат сите овие работи. Зошто го кажувам сето тоа? Бидејќи коренот на сите работи, на крајот на криштата и нашата вистинска војна не е со видливите нешта. На крајот, последниот дел од посланието, 6 глава, последните 10 стиха, говорат за духовна војна. И таму апостол Павле вели, нашата војна не е против тело и крв, туку против поднебесните сили на темнината. И како ова има сега примена, на ова што го говориме за звањето на црквата. Црквата го губи своето звање, вистинско звање, зашто ги гледа видливите нешта, ги гледа симптомите и се насочува кон решавање на симптомите, справување со симптомите. Заборава кој е коренот на тие нешта. Например, да, црквата треба да биде, по природа црквата е полна со љубов, сочувство и желба да помогне. Околу нас има многу проблеми, со неправда, со гладни луѓе. И која е интервенцијата на црквата? Штом треба ние да бидеме сочувствителни, тоа значи дека треба да помогнеме. Кај нема леп, да дадеме леп. Кај има неправедност, отврнени луѓе, да ги прифатиме. Каква и сакаат да имат ориентација. Ако некој не е реализиран, ќе го викнеме да се реализира. Таквиот, не сакам да кажам дека не треба црквата да помага на луѓето. Но вистинска во тие социјални, дискриминаторски и други проблеми во општеството. Меѓутоа, тоа не е основното звање на црквата. Тоа е справување со симптомите, со видливите симптоми. Црквата треба да оди многу подлабоко, порадикално во проблемите и да се справува со корените, невидливите корени на сите тие симптоми. Треба се решава тој корен. И ако не пристапуваме така, ако црквата се претвори во социјална организација, ја губи вистинската функција и се разводнува силата. Апостол Павле од затвор ги предупредува христијаните. Прво во 3 глава им вели да не се грижат за неговата состојба, им вели немојте да паѓате со духот затоа што јас сум во окови, затвореник за Христос, тоа е за ваше добро, и ги насочува кон нивното звање. Не гледајте на видливите работи, во каква ситуација сум јас, туку гледајте кон призвањето што Бог ви го дал за работата што вие треба да ја работите. Значи, да се однесуваме достојно за звањето за кое сме повикани. И, пак ќе кажам, збор што затоа кој во нашиот превод го нема, отсуства и многу е важно. Затоа, браќа, ве молам, го нема во нашиот превод, затоа, а во оригиналот го има. Не враќа на претходните глави. И ќе се обидеме во претходните глави да видиме зашто е повикана црквата. Кои се корените што црквата треба да се справа, корените на проблемите кои црквата треба да ги решава. Справување со симптомите е лесна работа. Секој може да се справува со симптомите. Секоја човечка организација може да се справува со овие симптоми што ги гледаме во општеството како проблеми. Секоја хуманитарна организација може да отиде кај гладните и да им даде леп. Секоја
невладена организација може да се посвети на решавање на проблеми со нереализирани права на некои групи. Меѓутоа, коренот на проблемите е мисија која може само црквата да ја врши. И тука се дадени во првите овие глави. Ајде да видиме што пишува и како ќе го формираме сето тоа. Прво, нашето звание е да се покориме на авторитетот на Бог. И тоа е многу важно, зашто ако го заборавиме тоа, дека од Бог доаѓа нашето звание, ние ќе се искушуваме постојано, ние да се го определуваме нашето звание повторно и повторно како нас ни одговара. Што е популарно, тоа ќе го одреди нашето звание. Ако е популарно да правиме сега нешто, ние ќе се насочиме и тоа ќе биде нашето звание. Ќе забораваме на вистинскиот авторитет. Сите метафори, апостол Павле користи неколку метафори во првите 3 глави, сите метафори говорат за авторитет и подчинети. Има хиерархија. Ние сме служители на светиите во Божјото царство. Во секој царство има цар кој царува и поданици кои се покоруваат. Во едно царство, ако поданиците откажат покорност на царот, царството ниту ќе се шири, нити ќе успева, ќе се растори и ќе пропадне. Ние сме повикани да се покориме на царски авторитет како жители на тоа царство. Има метафора за членови, органи на тело кои има глава. Ако органите ја загубат врската со главата, умираат. Телото умира. Ние сме повикани како органи цело време постојано да бидеме во покорство и да ги следиме заповедите на главата. Метафората за храмот. Ние сме само градивниот материјал во кој што живее вистинскиот домакин. А домакинот решава што ќе се случува со храмот и како тој храм ќе извршува функцијата. Домакинот решава која ќе биде или како ќе функционира зградата во која што живее. Па и дури метафората за семејство. Како деца, припадници на Божјото семејство и оној кој што е авторитет во тоа семејство. Во сите метафори што се употребени имаме авторитет. И тоа треба да го знаеме. Узурпирањето на авторитетот на Бог ќе ја обезличи и ќе ја промени функцијата. Црквата не е, тоа авторитетот ни говори дека црквата не е независна организација. Како што има независни човечки организации. Кога ќе се соберат 5 души и решат да формират своја организација, невладина или здружение на граѓани, тие сами си договараат кои ќе бидат целите и како ќе работат. Црквата не е таква организација. Бог поставува како ќе функционира, како ќе се извршува работата и што треба да се прави во таа организација. Црквата е богочовечки организам во кој што божествениот дел решава што ќе биде и како ќе биде. И црквата нема да го зачува вистинското место во општеството и вистинското звање ако не памти дека е многу повеќе од обична човечка организација, дека е божествена организација, која има авторитет. А зошто ја повикал црквата? Првото нешто кое вели зошто сме избрани, повикани, предопределени, е во 4 стих каде што вели: не избра преку него, уште пред светот да биде создаден, за да бидеме свети и непорочни пред него во љубовта, во неговата љубов. Свети и непорочни. Тоа е првото нешто кое вели зошто ние сме избрани. Ние сме избрани да бидеме морален пример во светот. И тоа е во контекстот на оној основниот призив кој најмногу се спомнува во овие 3 глави. Без светост и непорочност е невозможен основниот призив, што е нели даден, основното звање. Тоа значи дека христијанинот треба да биде препознатлив во овој свет.
препознатлив според начинот на кој живее, начинот на кој размислува, начинот на кој говори, начинот на кој се однесува, да биде препознатлив во секој поглед. Знаете, луѓето се препознатливи на различен начин. Моите родители и татко ми и мајка ми работеа во кујна. Татко ми во ресторан, мајка ми во кујна. И кога се враќа од работа, и двајцата мирисаа на манчи. Зашто по 8 часа поминуваа во просторија каде што се готви. И предпоставам кој да ги, со кого и да се дружат, разбираа дека има тоа звањето, тоа го работат. Кога одите во механичарска работилница, веднаш ќе познаете кој е таму муштеријата, а кој е работникот. Има извалкане, мирисе на нафта, раците му се исцрнети. Ние треба да бидеме препознатливи во овој свет. Во светоста и непорочноста. Ние треба да го носиме, да ја носиме Христовата арома, како што пишува во 2 Коринтини 3 глава, независно дали таа арома е за осуда или спасение, ние треба да ја носиме Христовата арома. Тоа значи дека во секое време треба да покажуваме светост и непорочност, тоест Христовиот карактер. Тоа е основата на нашето звање. А вистинското звање кој најчесто се повторува во овој претходен доктринарен или теолошки дел е дека ние сме повикани за пофалба на Божјата слава. Преку него ние бевме избрани за наследници, однапред определени според одлуката на оној кој врши се според волјата своја. А зошто избрани, зошто определени? За да послужиме како пофалба на славата негова ние, кои од порано се надевавме на Христос. 3 пати во 1 глава се повторува ова звање, овој повик. Ние сме повикани да служиме за пофалба на неговата слава. И сега, што значи тоа да служиме за пофалба на неговата слава? Не е тоа обично славење на Бог. Идејата е многу подлабока. Ајде, голема помош овдека можат да понудат 2 стиха од второто послание до Коринтијаните, 4 глава. Во 4 стих вели: преку него Богот на овој свет им ги застапил нивните безверни умови, за да не ги осветли светлината на благовестието за славата на Христос, кој слика на невидливиот Бог. Значи, безверните умови на луѓето се заслепени од Богот на овој свет. Зошто? За да не можат да ја видат светлината на благовестието за славата на Христос. А тој е лик на невидливиот Бог. Славата на Бог се открива во Христос. Луѓето во светот не можат да ја видат славата на Евангелието, светлината на благовестието, не можат да ја видат славата која го открива тоа Евангелие, не можат да ја видат Божјата слава и поради тоа не може да послужат за пофалба на Божјата слава, зашто нивните умови се помрачени, заслепени. А што прави Бог? Бог кој некогаш заповеда од темнината да изгрее светлина, тој ги озари срцата наши за да биде познанието на славата Божја во лицето на Исус Христос светло. Бог ги озарува срцата на луѓето за да познанието на славата Божја во Христовото лице, кое е светла, познатлива, да биде пред нас јасна, да се види. Бог озарува, осветлува, праќа светлина за да се види таа слава. Бог дава благодат за спасение, за просветлување. Обезбедил таква благодат. Меѓутоа, тој обезбедува инструменти, средства кои ја носат таа благодат,
тоа Евангелие, кој ја открива светлината Христова, се пренесува. Единствениот инструмент кој Бог го определил да го шири Евангелието за светлината, за Христовата слава, се они кои веќе ја познаваат Божјата слава. Не постои, тоа е инструментот кој што Бог го подготвил. Луѓето нема да дојдат до спасителната благодат ако не дојдат до Евангелието. За да поверуваат треба да чујат, а за да чујат треба да им биде донесено Евангелието. Пофалбата на Божјата слава ќе се случи преку познавањето на Бог преку Евангелието. Ние сме за пофалба на Божјата слава. Затоа сме избрани. Тоа е звањето кое Бог го одредил на верните луѓе, на црквата. А ние ќе послужиме за пофалба на Божјата слава, ако во светост и непорочност ја објавуваме на луѓето, го проповедаме на луѓето Евангелието на Божјата слава. Истата идеја, апсолутно истата идеја, го има во стиховите во кои што апостол Павле вели дека е управник на Божјата благодат. Дека нему му е дадена распределбата на Божјата благодат. Како? Со тоа што ја открива Божјата благодат, го открива Евангелието на незнабожците, на луѓето кои не го познаваат Бог. Ако сакате, еве истата идеја ја има и од Господ Исус Христос пред неговото вознесение. Тој им рече: но ќе примите сила од Светиот Дух, кој ќе слезе на вас и ќе ме бидете сведоци во Ерусалим и во цела Јудеја и Самарија и се до крајот на земјата. Која е основната поента на симнувањето на Светиот Дух? Таа сила што ќе ја добијат од Светиот Дух. Да бидат сведоци на Христос. Да бидат сведоци на славата на Христос. Да бидат сведоци на делото на Христос кој води до слава. Апостол Петар, пред неколку месеци го изучувавме тоа послание, вели: но вие сте избран род, вие сте избрани од Бог, заради една цел. Вие сте царско свештенство, вие сте свет народ, луѓе придобиени. Зошто? Зошто сте избрани? Зошто сте придобиени од Бог? За да ги возвестите совршенствата, ако сакате, овдека може да го ставите слободно зборот, славата на оној кој ве повикал од темнина во својата чудесна светлина. Зошто ве повикал од темнина во светлина? За да ја известувате славата или совршенствата на оној кој го направи тоа за вас. И тоа е, уствари, службата на црквата. Тоа е најважната порака што може црквата да ја даде во светот. Евангелието е најважната порака. Се разбира, ако срцата не се полни со љубов, со сочувствителност, со милост, не можеме да ги игнорираме проблемите, многуте проблеми кои ги има во светот. Да. Не можеме само да креваме рамени, да викаме: ама ние не сме за решавање на овие видливи проблеми. Но не смееме да забораваме која е основната мисија. Не да ги предлага вообичаените средства, вообичаената сила што луѓето ја познаваат. Мисијата на црквата е да понуди нова сила, поинаква сила. Онаа сила за која се говори во првите глави. Црквата е да проповеда за силата која го воскресна Христос од мртвите и дејства во спасените. Црквата е да нуди поинаков живот. Не оној живот што го нудат во политички кампањи. Поинаков живот, божествен живот, вечен живот. Тоа е звањето за кое е повикана црквата. Тоа му треба на човештвото. И ако мислите дека денес светот е многу поинаков, за разлика од првите векови, кога го пишуваат ова апостолите или кога кажува Господ Исус Христос, се лажеме. Не е многу поинаква. Што мислите, тогаш немало неправда, немало социјал, немало глад? Па кога Господ Исус Христос
ги кажува, или кога апостол Павле ги пише овие работи, во тоа време имало робови кои били угнетувани. Во тоа време имало социјални категории кои биле осудени на смрт. Например, деца без родители биле осудени на смрт. Жени, вдовици без деца биле осудувани на смрт. Во тоа време Јудеја живее во робство, под окупација на Рим. И ние никаде не можеме да видиме во овие посланија, никаде нема во Евангелијата, во проповедите на Господ Исус Христос како мисија на црквата да бара повеќе права за робовите. Никаде нема насока кон робовите да штрајкуваат зашто им се лоши условите за работа. Никаде нема барање да се намали данокот. Никаде нема поттик кон евреите да бараат повеќе автономија во рамките на империјата или дури независност. Сосема се поинакви пораките. Господ Исус вели: благословувајте ги оние што ве гонат, молете се за непријателите, правете им добро на оние што ви прават зло. Победувајте го злото со добро. И ако мислиме дека таа мисија е неуспешна и многу слаба и дека е невозможна, треба да се сетиме каков бил Рим во првиот век, во првите векови. Колку била мокна Римската империја, каква војска имала. Христијанството, тивко, кротко, со љубов, нежно освојува, срце по срце, без меч, без нож. И за 150 години христијанството станува најсилната опозиција на Римската империја. Веќе средината на втори век Рим почнува да се плаши од христијанството. Почнува да гледа на христијанството опасност кој може да го сруши уредувањето, да го сруши Рим. И почнуваат систематски да ја уништуваат црквата. Почнуваат да убиваат епископи, почнуваат да го разграбуваат тимотот на црквата. Затвараат, фрлаат во арени христијани. И кој излегува на крајот како победник во таа борба меѓу миролюбивото христијанство и силната империја? На крајот победоносното знаме го поставува црквата на турнатините на мокната Римска империја. Секогаш кога црквата го памти вистинското звање и го врши вистинското звање, имаме една силна божествена организација која победува и се шири, се развива. Проблемот е кога црквата го заборава вистинското звање и се впушта во работи кои не се на црквата, го заборава вистинското. Тогаш црквата се претвора во ништо повеќе од една обична човечка организација. И ја доживува судбината на човечките организации. Тоа е вистина. Тоа го покажува историјата. Во периодите во кои што црквата била на основите, која била на звањето, која вршила работата што Бог ја одредила за црквата, црквата успела. Расте, победува, освојува. Кога црквата ќе заборави и ќе се впушти да тече, да се движи според текот, според популарните работи во општеството, ја губи силата. А обично искушението е да го правиме она што светот сака, да го правиме она што е популарно во светот. Ние може да се впуштиме заедно со останатите организации, како црква да се впуштиме со останатите организации против сите видови неправди. Да ги исчистиме од светот сите форми на дискриминација. Може да ја буквално светот да го изметиме, да го исчеткаме и да го поставиме едни прекрасни символи на слобода и на многу возвишени идеали. Меѓутоа, многу скоро светот пак има потреба од чистење. Зашто останува во светот коренот на проблемот, а тоа е извалканото срце на човекот.
Основната конференција на мир, мировна конференција од која има потреба овој свет, е мировна конференција со принцот на мирот. Мировна конференција на која што луѓето ќе се повикуваат да стапуваат во мир со Бог. Тоа е мисијата на црквата. Црквата организира мировни конференции со принцот на мирот. Живееме сите во неспокојно општество. Живееме во општество полно со неправди. Но црквата има револуционерна порака, најреволуционерната порака. Порака за сила која е поинаква од секоја друга сила што ја познаваме. Порака за живот поинаков од животот што секој друг го нуди. Порака која носи радикални промени. Ги носи промените во коренот на проблемот. А коренот на проблемот е човечкото срце. Грешното човечко срце. Решението е само во Христос, во неговото дело. Ако не праша некој, кој е најважниот настан? Што е најважното што ти се случило во животот? Ако нашиот одговор не е, па нема поважно нешто во мојот живот од духовното на новораѓање, од промената што Бог ја направи во мене. Ако тоа не е најважната порака, ако тоа не е најважниот одговор што би го дале на таквото прашање, тоа значи дека не сме на вистинското звање за кое сме повикани. Ако на прашањето некој кој е најголемото нешто што би можел да го направиш овде на земјата, и ако нашиот одговор не е па да ја откријам веста за спасението, тоа повторно е знак дека ние не сме на вистинското звање. Ние сме, како црква, поставени Евангелието за славата на Христос да го нудиме на луѓето како решение на основните проблеми, клучните проблеми. И Бог ни дава начини. Еве сега доаѓаат празници. Да каниме луѓе. Ке имаме служба. Нашата мисија треба да биде на колку што можеме повеќе луѓе да ги поканиме и да им кажеме за тоа спасение. Може би имате соседи, може би имате роднини, може би имате пријатели, може би имате колеги. Да кажуваме, да каниме, да сведочиме. На различни начини, нема единствен, уникатен начин. Во можностите што Бог ни ги дава, да го правиме тоа. Тоа е мисијата на црквата. Да работи на спасението на човечките души, да биде употребен од Бог во таа мисија. Секоја друго звање, секоја друга работа може да е добра, но не е основната работа што Бог ни ја дал. Не е основното звање. Нема да послужиме за пофалба на неговата слава. Ако Бог не привлекол, не открил неговата милост, љубов, спасение, нашата служба е Христос да биде пофален, неговата слава да биде пофалена и од другите. И тие да бидат, и пред нив да биде откриена спасителната благодат, и тие да послужат за пофалба на Божјата слава. Да го памтиме тоа, да го имаме во предвид тоа звање и во нашиот живот и како црква, и да стоиме на тие основи. Независно од тоа какви понуди има светот околу нас, ние да се држиме на понудата што Бог ја оставил во наши раце, да ја представиме на светот. Амин.